После подкасту со Боjan Димов најчесто прашање беше како може да креирате компанија надвор од Македонија која што може да ја користите како бридж за процесирање на кредитни картички. Конкретно, ја имам користена услугата на Stripe, Atlas. Може значи да ја отворите на stripe.com/Atlas. Тука ги имате сите информации. Процедурата е доста едноставна и лесна. Кај нив е прикажано у 4 чекори. У суштина, првиот чекор е аплицирате со вашите информации, пополнувате го документо за личните информации и за податоците за фирмата. Тука имаме значи некои форми дека треба да аплодирате некој бизнис план, pitch deck, у зависност од тоа што имате, или едноставно кратко да објаснете вашата компанија и каков тип на услуги или продукти нуде. Добро е веќе да го имате припремано вебсајто, за да им го ставите у атач, да може да го погледнат. Така добивате многу повеќе на време и целиот процес за да ви направат апрув е доста побрз. Од кој ќе поднесете сите документи, Stripe ви враќа после неколку дена повратна информација и ви кажува дали ви е одобрено барањето или сте одбиени. Доколку е одобрено барањето, од картичката која имате ставено ќе ви земе $500. Толку кошта инкорпорирањето на компанија у Делавер. После тоа имате само $100 годишно да плаќате за ажурирање на компанијата, тоест за поднасање на завршна сметка. Целата процедура, како што ви кажав, е доста едноставна и лесна. Секој може да ја снајде, не мора да биде програмер. Од кој ќе ја креирате компанијата, потребни се значи некаде околу 20 до 30 дена за да го добиете Tax ID или EIN број. Од кој ќе добиете него, тогаш значи веќе може да си додадете и банка, може да ја ставите услугата да ја користите на други сервиси, например, ако конкретно користите e-commerce сайт и заради тоа ви е потребен Stripe, може директно да го поврзете у неколку чекори, обично и Shopify и WooCommerce нудат лесен начин на интеграција на Stripe. Самиот дашборд е многу user-friendly, секој ќе може да си ги преподесе стандардните работи и сетинзи. Дури некој ако има услужна дејност и сака неговите клиенти фактурите да ги плаќат со кредитна картичка, може да генерирате преку самиот дашборд линкови, да пратите до вашите клиенти и да може да ви платат директно на Stripe. Исто имате можност и за subscription метода, значи доколку имате некоја услуга што е рекурзивна, може да ја испратите секој месец да му се одзимат пари од неговата сметка. Тоа, например, у Македонија со Касис и со нашите системи е невозможно, а исто ако користите пример Shopify, интеграцијата за процесирање на кредитни картички е скоро и невозможна. Така да, ако у случај нешто имате проблем, пишете ми и ќе ви помогнам. Фала ви на времето.